почитувана јавност, колеги пратеници, колешки Авировиќ, во вашата дискусија, покрај тоа што напомнавте дека во ваше време додека сте биле пратеник, е донесен законот за употреба на јазиците во 2008, потоа изменет и дополнет во 2011 година, спомнавте дека сте цело време во тек од исполнувањето на одредбите од Охридскиот рамковен договор и при тоа назначивте дека носењето на законот тогаш е целосно усогласен со Уставот на Република Македонија, што не е случај сега, каде што овој закон не само што се донесува на нетранспарентен начин, туку се донесува и на еден шверцерски начин, иако некој се обиде да каже дека не е во скратена постапка, меѓутоа така е виртуозно и перфидно изведено да е во некој начин на скратена постапка, со тоа што се избегна матичното тело, а тоа е Комисијата за политички систем и наместо тоа улогата се пренесе во Комисијата за европски прашања, каде што воопшто не е надлежна, со оглед на тоа што му се наметна едно европско знаменце, сакајќи само да се искористи на моментот, на факторот време, за да се донесе бргу, затоа што беше потребно за преживување на коалицијата. Колешки Авировиќ, кажавте дека Македонија е лидер во спроведување на правата на етничките заедници. И во тоа потполно се согласувам со вас. Меѓутоа, еве тука во контекст на тоа дека тоа не е пример со околните соседски земји во спроведување на правата на македонците, ќе почнам од Бугарија. Во своето дело македонското национално малцинство во соседните земји, современи состојби на колешката Фросина Ременска, убаво и децидно на страна 323 вели дека за македонското малцинство во Албанија албанските власти не велат дека не постои, но го сведуваат на некои бројки околу 5000 македонци и тоа распоредени во 9 села во реонот на Преспа. На истата оваа страна, колешки, ова се цитати. Значи, вика, многу интересно е да се спомене еден проблем кој се појави во неколку години, последните години, а тоа е бугарската пропаганда за идентитетот на македонското малцинство, каде еден нивен бивши председател на Албанија вели: вистина е дека во Албанија постои словенска група, чие потекло е дискутабилно, дали е бугарско или македонско. Па со тоа се наметнува, колешки Авировиќ, прашањето дали тука некој в некое време се чувствува македонец, па сега зошто им се поматени интересите, дали е во прашање, како што некој кажа, пари, моќ или било што, за да се надминат собствените, замислете да се негира собствениот труд, да се негира собственото припаѓање на тоа дали е некој македонец или не е. Во тоа, во истиот овој труд... Благодарам. Авировиќ, контрареплика.